swear they'll never hurt her again. Слушаме одлична музика на 16 минути после 12 часот, кога продолжуваме понатаму на тема спорт и на разговорот кој што ви го најавив, време за вонсериски спортски таленти во нашето студио. Дион Шабани е 14 годишно момче од Калишта и многу раскошен кошаркарски талент, игра во кошаркарскиот клуб Црн Дрим Струга. Исто така е репрезентативец на Македонија до 14 години на надпреварот во пионерските лиги против работнички, што се играше пред 2 дена. Шабани постигна неверојатни 110 поени, што е нов рекорд во македонската кошарка. Ова не е прв резултат кој што е фантастичен за него. Тој во октомври 2023 година на надпреварот со Феникс за екипата на Црн Дрим постигна 88 поени. За љубовта кон кошарката, почетоците, рекордите и плановите што сосема заслужено треба да го однесат од звездите, зборуваме денеска во живо со Дион Шабани и секако со неговиот тренер, господинот Петар Чочоровски. Дион, имаш само 14 години, а имаш навистина воодушевувачки резултати. Кажи ми од кога тренираш и кога откри дека кошарката е твоја љубов, која што во иднина најверојатно ќе ти стане и професија? На почеток тренирав фудбал и бидејќи мојот брат тренираше кошарка и добив желба за јас и мојот брат близнак да почнеме со кошарка. Јас тренирам веќе 4 години. За професија е рано да одлучам. Така, но веројатно ќе биде така со оглед на тоа дека уште од сега имаш убави резултати. Интересно е тоа што освен соодветно на твојата возраст во М14, имаш исто учинок и во М16 и во М18, да бидеме сосема реални дека си далеко подобар од сите на твојата возраст, но и повозрастни. На што се должи тоа? Кажи ми, дали само на талентот или пак на напорната работа? Што е клучно за да се постигне ваков успех? Мал дел има и талентот, но најважни се тренинзите. Затоа најзаслужен е нашиот тренер Петар. Морам да потенцирам дека и за моите поени голем удел има асистенците на мојот брат близнак. Така, вие си соработувате додека играте. Сега дел си и од македонската кошаркарска репрезентација на Македонија до 14 години. Со неа ќе настапиш наскоро на меѓународниот турнир во Романија. Кажи ми, кои се твоите очекувања, како се снаоѓаш кога настапуваш надвор од Македонија? Првпат ќе настапувам надвор од Македонија. Очекувам да одиграме најдобро што можеме и се надевам дека ќе ги победиме нашите противници. Така, кажи ми, дали имаш идоли од светската кошарка, чиј успех би сакал, например, да го постигнеш во иднина и кои се тие идоли? Многу сакам да гледам НБА и Евролига. Имам неколку омилени играчи, како например Лука Дончич, Джейсон Тейтум и многу други. Така е, сега кога веќе сакаш НБА, верувам дека на кај таму и ќе одиш во животот, па нема да не заборавиш кога ќе бидеш славен. Имаш, ќе повторам уште еднаш, само 14 години, а веќе оправдано те викаат и по медиумите пишуваат дека си чудо од дете. И токму затоа што си се уште дете, те прашувам како всушност се чувствуваш. Чувствуваш ли притисок дека луѓето од тебе очекуваат да рушиш рекорди или си опуштен во таа смисла? Не осеќам притисок. Секој надпревар играм со голема желба за победа. Така, кажи ми, каде се гледаш себе си за 10 години од сега? Планираш ли да останеш во Македонија или сакаш да го покажеш својот талент во светски рамки? Јас сакам мојот талент да го покажам и надвор од Македонија. Сакам да играм во Евролига за екипата на Барселона, а зашто и не на НБА? Одлично, убаво е да имаш такви амбиции, но ти имаш освен кошарката уште една љубов, тоа е музиката. Кажи ми, на кој инструмент свириш и дали имаш планови за развој на можеби музичка кариера? Јас свирам на кларинет и малку пијано. Музиката ја гледам само како хоби. Така, добро, имаш во секој случај многу убаво хоби. Дион, јас ти благодарам и ти посакувам многу успех и уште многу причини да ни бидеш повторно гости. Најде да видиме како тебе те гледа всушност твојот тренер и од негова гледна точка. Господине Чочоровски, кажете ми колку често во Струга имате можност да тренирате талент како Дион? Па имало и пред него добри деца, само ето кај него физичката спремност и разликата во физикали спрема другите деца во негова возраст и техничките способности што ги покажува и елементите што ги совладува многу брзо и многу лесно,
кај него се покажуваат во најдобро светло и со неговата упорна работа достигна ево до некои мали цели, ова не се големи цели, уште неговите цели се малку поголеми, пошто дечкото е многу многу сака кошарката и многу тренира и ја мислам дека и ова се само почетоци, ќе видиме за понатака. Ништо не се знае, треба многу труд, многу пот, среќа најверојатно и тоа е тоа. Така, ајде да позборуваме баш за тие фактори, за трудот, за среќата, како ви изгледаат тренинзите, колку е посветен и дали е можно да се случи на ваков талент да му треба среќа за да се пробие надвор, какви се игри во кошарката постојат? Не се тоа игри, мислам треба да се склопат некои конци, тој треба да работи, мислам, посветено, треба да се залага на тренинзите и во иднина најверојатно клучот е на голем број надпревари да се одиграат. За негова возраст тоа е најбитно. Значи да има што повеќе надпревари, повеќе тренинзи и летниот период да не го преспиваат, тоа е. Кај сите исто, значи доколку работи во летниот период и преку цела година, мислам дека нема да има проблем. Меѓутоа, сепак на крајот фактор среќа е еден од поголемите работи. Прво заради повредите, тоа е доста так. висок се работи за дете од 14 години кој е веќе над 1,90 м и значи тука страдаат доста кошаркари баш во тие години се кревки и повредите не ги стигаат да го заобиколат, тоа е најбитно. Така, ми споменавте во неформален разговор пред ова интервју дека сте го земале од фудбалски терен. Да, така случајно се погоди, пошто неговиот постар брат, кој исто талентирано дете, тоа е 2006 годиште, случајно видовме слика на фудбалска екипа, па така според висината и според физиономијата го повлековме, а за чудо и неговиот брат близнак ми покажа дека има уште еден брат, па и тој почна и заедно играат и се во екипата едни од подобрите играчи. Така, со оглед на тоа дека сте го земале според физичките предиспозиции, а сега кажувате колку брзо совладува техники, очекувавте да добиете ваков талент? Па да ви кажам не. Не? Да ви кажам не, во почеток стварно мислам не можеше да се препозна, не делеше од другите деца. Меѓутоа мислам дека кај него е една друга работа пошто многу тренира и е сака кошарката повеќе тренира од браќата, а сега пак ќе кажам се све зависи за понатамошен развој негов, нормално и наша стручна работа во клубот и луѓето што ни се во управата како ќе се мислам ние кон сите деца гледаме исто, меѓутоа ето кај него е то баш кај него то се мислам не може да каже дека се погоди, него го одработа. Така, кажете, колку имате можности и услови за да развивате таленти како и Диони, други кошаркари кои што можеби ќе си го градат патот на... Да ви кажам, градов како спортски град, мислам, пред сега кометен град е то. И многу деца на вистина залутуваат баш поради тие услови. Ние стварно немаме услови, пред се услови за децата да патуваат, да се хранат, тие работи ги имаме, меѓутоа е основен проблем, ние немаме сали. Нашата сала никој не стои кај што тренираат, е чудо како излегуваат овие деца. Ја и сам не знам, имаме термини на вистина, меѓутоа условите се катастрофални. Најверојатно знаете вие. Се работи на подобрување? Мислам не, и тоа е жално за овие деца. Да, со оглед на тоа дека еве имате навистина и убави резултати, а кога сме кај тоа, кошаркарскиот клуб Црн Дрим настапува во М14, М16 и во трета лига. Кои се резултатите во оваа сезона и колку сте задоволни досега од постигнатото? Па во М14 мислам дека имаме само еден пораз кој е службен во Скопје. Ова година имаме до сите победено и продолжуваме во плейоф за борба за титула. Во М16 сме во првата лига при Федерацијата на Македонија и таму сме играме плейоф за титула. Во М18 исто да кажам, кај што има изворени деца и таму сме во врх на табела и таму продолжуваме со плейоф, а во сениорската екипа каде што настапуваме, кај што играат грото од играчите, кај што Дио не може да игра поради фактички не е дозволено до 14 години да се игра, таму сме прво место во лигата без ни еден пораз. И мислам дека ќе бидеме шампиони и ќе влеземе со овие деца наши, млади, се работи за деца 18 годишњаци и помали. И мислам дека ќе сме шампиони, па така да одлична сезона. За сега. Така, кажете ми колку членови има клубот и да позборуваме за таа традиција
постои некаде, ми споменавте од 1975 година овој клуб. Па членови има преку 100 члена, има и школа за кошарка, има доста дечиња, мали деца, значи тоа е 2013, 14 и 15 годиште и постари нормално тие се. Имаме околу 100 члена, има некој управен одбор, а клубот почна да работи после фактички светското првенство во Љубљана 1970 година, кога Југославија стана шампион на светот во кошарка и така кај некои ентузијасти како што се Илија Чадовски, Зоран Костојчиновски, Виктор Мандовски, Мирче Танчевски се јавила желба да се формира клуб, па не можело, па ето така 75 година почнале со официјално такмичење во сениорски кошарки. Тој од тоа таа традиција. Навистина, кога зборуваме за Струга, има расадник на таленти во ракомет и во кошарка, кога го раскажувате и во фудбал, да, ентузијазмот со кој што се градели овој клуб, единствено што вас практично ви треба е да се подобрат условите затоа што децата ги имате, ентузијазмот го имате. Па за дивно чудо овој град можеме да кажеме клучно нешто што во сите спортови има стручни луѓе. Работа, значи за ракомет да не премуваат, фудбал исто, кошарка исто. Значи има стручни луѓе што може да им се посвета. Меѓутоа мањак на термини и условите во салата не ни дозволуваат да отскокнеме. Ајде са тие финансиски услови секаде е тешко. Али баш во ситуација кога се градат сали, кога во Македонија се прават, се реновираат сали, нашата сала остана нереновирана. Стварно навистина децата немаат каде да тренираат, термините се кратки, ние имаме помош од салата Тими, кај што тренираме, таму се подобри нормално условите, меѓутоа таа е приватна и не може да ја користиме стално. Да, никој нешто кој е прекрасна сала, значи како објект е прекрасен, да се реновира, значи да се стави тој паркетот што треба за сите спортови, мислам дека можеби најубави услови ќе имаме. Пошто ние ги имаме тие природни услови, значи на лето можеме да тренираме надвор, го имаме ракометното игралиште, таму има кошеви. Нас не е све окей, меѓутоа во зимскиот период стварно е проблематично. Така, ова нека биде апел до надлежните да ги добиете условите кои што ги заслужувате, затоа што обично во градовите фалат таленти, фалат деца кои што сега седат на мобилни телефони. Вие имате одлични кошаркари, само треба да ви се обезбедат услови. Верувам дека ќе имаме уште многу причини повторно да ни бидете гости, затоа што споменавте дека одите кон патот да бидете шампиони. Секако, Дион, ќе имаш уште многу надпревари и верувам уште многу причини да ни бидеш повторно гостин. Ви благодарам и на двајцата и ви посакувам многу успех. Благодарам.